Италијанскиот бизнисмен Родолфо е познат низ македонските ловачки терени за лов на птици, како што се гулавите, дивите гуски и препелиците. Исто така познат е и по ловот на еребици, особено низ Струшкото поле, кога главниот откривач на објектот за нишање го откриваше ловачкото куче Рекс. Родолфо изнајде начин како лов да го збогати. Во спомнатиот случај, вградил сензор на вратот од кучето со звучен сигнал и со сигурност знаеше дека Рекс се наоѓа во непосредна близина на целта. Често се случуваше Рекс да ги подигне ребиците во воздух, кога при подготвен ловџија со прстот на чкрапалото, загарантирано птицата постануваше плен. عبير اوكي باي انا طلع الضرب واحد، ضرب الثاني، الثالث عليه. هيك qua. Dottore, complimenti. Grazie, grazie, grazie. Нешто слично се случува и при ловот на диви гуски. Родолфо изнајде начин како да ги открие леглата на гуските и притоа да ги навлече пред смртоносниот нишан. Тој покрај глинените фигури во облик на патки кои се фрлени во водата од брегот на оддалечност во сигурен отстрел, снимал електронски звуци кои наликуваат на глас од джагур на патки. Вака подготвен, ловот му е сигурен. Патките, иако во лед, го слушаат джагорот, својствен за нив, забележуваат наводно паткино друштво, поднираат се поблиску до брегот, често и атерираат преку водената површина, кога најнаш ќе следи бам. Signori, buongiorno, sono Rodolfo Gardio, responsabile dell'obiettivo caccia. Господа и господи, добар ден. Ние сме одговорните за овој лов. Са Бајлево дојдовме на ова прекрасно езеро, Битолско Буклин, со мојот пријател Масимо. Одиме низ целиот свет. Тоа се патувања за истражување на земниот рај. Са Бајлево ќе видиме како ќе го комбинираме ловот. Еве, веќе зазорува. Благодарам, ќе се видиме подоцна. Quindi vediamo questa mattina che riusciamo a combinare e poi ci sentiamo dopo, che già inizia a fare alba e abbiamo voglia di sparare. Grazie, ci vediamo dopo. Grazie.
За крај на ловот стапуваат на сила истренираните ловички кучиња, кога пливаат и доаѓаат до стреланите патки, носејќи ги со задната стега на суво, односно на копно. Еден ловечки ден со Родолфо и неговата дружина од ловџеи помина и екипата на телевизија Морис, и тоа на подрачјето од езерото Групен во непосредна близина на Битола, како и вдолж на насобраните води околу рек Битола. Незловниот ден имаше време да го посетиме езерото настанато покрај искупот на Јаглен, исто така како дел од рек Битола. Родолфо на крајот од денот можеше да се пофали со богатиот улов. Тој ловеше диви патки кои всушност не представуваа автохтони птици, туку миграцијски, кои во одредено време ќе ги положат своите рајци, ќе ги израснат младенчињата, ќе ги приспособат за лет и ќе го фатат патот по потрага за постојаниот престој. Се разбира, ако во меѓувреме успеат да заобиколат дружината на Родолфо. Планираните ловички тури беа кроени во хотелот Шатор покрај Битола или во хотелот Сончева порта во Охрид, од каде и произлезе овој ловечки запис. Good.
Abbiamo fatto 2 ore di caccia, abbiamo abbattuto quelle che si vedono in acqua, 18 анадре. Имавме 2 часа лов. Се гледа дека уловивме 18 диви патки. Мислам дека тоа е доста, затоа што ловот всушност е забава, но треба да ги почитуваме и границите на ловот, затоа што не би требало да се загрози природата. Така, ние го почитуваме законот за во иднина да имаме уште поголеми задоволства. Сега е доволно. Чекаме да дојде кајакот за да ги собере патките. Ви благодарам за вниманието и искрено ми изгледа дека сето ова е доволно. Ние сме задоволни и ке се видиме вечерва. Во меѓувреме ке го видиме и остатокот од овој рај. Ја имам концесијата во Македонија за сиве овие години, откако овој поглед е на вистински спектакл затоа што се наоѓаат гулаби, диви гуски, препелици, фазани и да не набројувам повеќе, затоа што се премногу. Горди сме што денес направивме добра работа. Ние сме задоволни и ке се видиме вечерва. Ви благодарам. Soddisfatti e contenti. Ci vediamo questa sera. Grazie. Ciao. Ciao. Abbiamo fatto 18 анадре fra alzavole e marsaiole. Уловивме 18 диви патки кои немаа време да избегаат. Овие навистина се прекрасни. Беа многу брзи, но дел од нив уловивме. Погледнете ја само оваа убавина каде што доаѓаат ловџи од целиот свет. Македонија е прекрасна за лов. Од 31. март ловот е легализиран и ние со најубави мисли доаѓаме овде. А во Италија ловот запира на 31. јануари. Овде навистина сме задоволни и ке се видиме наскоро. Ви благодарам на вниманието што ни го кажавте. Овде ловот навистина е добар, а природата не се знае до каде оди, но ве прави задоволен. Не знам никако да се изразам. Се гледаме подоцна. Благодарам од објективниот лов. Ci vediamo questa sera, facciamo un'altra ripresa sui colombaci. Grazie da Obiettivo Caccia. Ci vediamo.
Quindi abbiamo recuperato 21 marsaiole, tra marsaiole e alzavole. È stata una bella giornata di caccia. Значи, уловивме 21 патка. Ова беше прекрасен ловджиски ден. Веќе една година не го направивме ова. Кажи, Масимо. Но секогаш е така. Ние не сме од оние на кои им е потребен бројот на уловеното, туку да се видиме со пријателите. Но во ловот не е секогаш така како што пред малку реков. Ако ние одиме дивјачки, сигурно во иднина не би се забавувале, ниту би ја имале ова убава страст. Се забавуваме, погледни го овој улов. Што би кажал повеќе? Ке дојдеме повторно на лов на гулаби, ке се видиме подоцна, а сега да одиме на ручак, а потоа на 30 на километри ке одиме понатаму во лов. Македонија е добра, има позитивен аспект затоа што има повеќе облици на лов. Lov na gulabi, fasani, prepelici, patchi e така натаму. L'aspetto positivo è perché abbiamo più tipi di caccia nella stessa giornata. Possiamo alternare caccia ai colombacci con le anatre, oppure tortore e quaglia la mattina ed anatre, rientro serale alle anatre, oppure starne la mattina e rientro serale colombacci ed anatre. Quindi abbiamo tutta la scelta che nel settore della caccia uno può richiedere. Forse si chiama Macedonia anche per questo, perché c'è poco territorio. Овде има голем опсек на животни за лов. Ние ќе се враќаме во Македонија поради ова. На ова не многу голема територија, сите луѓе се многу гостопримливи. Ги примаат великодушно сите ловџи, почувајќи од овде, поминувајќи долини и планини. Ловот овде не е како во Бугарија, но во точно време може мирно да се задоволат сите очекувања, како што беше во Италија пред 5 години. Ке се видиме подоцна во ловот на гулаби. Ве поздравувам. Allora signori, ci vediamo dopo per la caccia ai colombacci. Vi saluto e a presto. Ciao. Ciao.
Allora abbiamo trovati tutti. 7. 15. Questa è la nostra natura. Una bella mattinata. Гинајдов ме сите 11. Ова е нашата природа. Прекрасно утро. Ова се сите патки. Сите се машки, а една е женка. За нашето снимање, покажи ги. 16 птици до сега. Ова е лов. Затоа сме задоволни. Погледнете го само овој рај. Ако не ги однесеме сите овие дома, ќе пропадне. На лов сме, а вечер ќе направиме фешта. Ова е улов за 2 часа ловење. Вчера, например, ловивме малку повеќе, но за 4 часа. Сите денови се различни. Dobbiamo spostarci. Maggiù. È stato un piacere fare un mese di caccia alle anatre, tutto marzo. Ti sei divertito? Molto, è stato bellissimo, un'esperienza ottima, positiva. Пријатно. Поминавме еден месец во лов. Се забавуваше? Многу прекрасно беше. Едноврвно искуство, позитивно, толку животни, прекрасно место, неверојатна територија, место за златен лов. Забавно е. Ова е рај. Повикав пријатели, љубеници на лов во долините. Поминавме на вистина убави денови. Се одморивме и што е најважно,
Ова беа на вистина неповторливи денови. За 2-3 дена уловивме околу 30 птици. Задоволни сме од она што го направивме месецов. Следната година ве очекуваме да се забавуваме во единствената земја каде ловот е задоволство. Господа, ви благодарам и се надевам дека ќе се видиме следната година во март. Довидување. Signori, vi ringrazio e ci vediamo, se Dio vuole, il prossimo anno a marzo. Ciao, Arrivederci a tutti. e grazie. Ciao, grazie.